Надфрлувањето на економскиот раст за 2015 година, кој изнесува 3,7% и е над владините проекции, како и растот на индустриското производство за 8% на почетокот на 2016 година дава основа да очекуваме дека годинава ќе биде успешна на економски план, оценува вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Тој вели дека добрите економски резултати се показател од економските политики се добро поставени и се креирани добри услови за домашните и странските фирми кои отвараат нови работни места. Според него, ова се извонредни економски резултати, имајќи ја предвид сложената политичка ситуација во земјата. Државната статистика објави дека македонската економија лани забележала раст од 3,7%, што е за 0,2% поени повеќе од проектираното. Деновиве пак, статистика регистрираше и историска најниска стапка на невработеност во Македонија од 24,6%. Во бегалската криза Македонија ги плаќа грешките на Европската Унија. Ако требаше да се потпреме на Брисел, одамна ќе бевме преплавени со джихадисти. 25 години сме лажени и манипулирани, вели председателот на Македонија Ѓорѓе Иванов во интервјуто за германскиот весник Билд. Морализирање и лицемерие да и се замерува на Македонија. Се уште немаме добиено ниту евро од Европската Унија, а потрошивме 25 милиони евра. Нам само ни се ветува помош, вели председателот Иванов во интервјуто. Дали не прашал некој како сме преживеале 25 години, вели шефот на македонската држава во разговор со уредникот на Билд, новинарот Кај Декман. Сите случаи кои што се дадени до Државната изборна комисија ќе бидат проверени и не треба да се прави фама од тоа, бидејќи тоа е суштината на процесот наречен прочистување на избирачкиот список, изјави председателот на владата за спроведување на изборите Емил Димитриев. Пријавите од граѓаните според Димитриев не може да го забават процесот на прочистување на избирачкиот список. Тие пријави, посочи, се добре дојдени, ги поздравуваме и треба да бидат аргументирани бидејќи согласно пријавата ќе бидат ангажирани институции за нејзина проверка. На еден начин ќе влијаат за многу кратко време да се расчисти оваа фама која што се шири вештачки околу прочистувањето на списокот. Државната изборна комисија си ја знае својата надлежност и ги има предвид законските и подзаконските прописи. Вчера на состанокот со членовите на Државната изборна комисија ме информираат дека за многу кратко време ќе ги решат од тие пријави, бидејќи роковите за да се одговори во однос на пријавите се од 3 до 5 дена, рече Димитриев, посочувајќи дека пријавувањето на забелешките од граѓаните ќе заврши викендов и согласно роковите ова прашање ќе биде затворено за краток период. Според премиерот за спроведување на изборите, во изминатите денови опозицијата вештачки креирала фама која што ќе им помогнела да го сокријат стравот од предстојните избори. На денешната јавна седница за оцена на обвинителниот акт за случајот Келија, вината ја призна 6 од вкупно 11 осомничени дека се бореле или врбувале македонски државјани на страната на Исламската држава во Сирија. Судот на оние кои ја признаа вината ги упати со обвинителството да се спогодат околу нивната казна. Акцијата Келија беше спроведена на 6 август лани. Според тогашните информации, Скопје било главното упориште на лицата што од Македонија организирале и ангажирале војници во странски паравојни формации. Припадници на секторот за вонредни состојби на Србија досега од подрачјата зафатени со поплави евакуирале 171 лице. Според Српското министерство за внатрешни работи евакуирани се луѓе од териториите на општините Шабац, Прибој, Горњи Милановац, Чачак, Лучани, Нови Пазар, Ужице и од Краљево.